Си изнагледавме и си изнаслушавме се што овие неколку години со оваа власт, но ми се чини дека и самоволието, и сомнителните бизниси, и партиските нарачки, и сите оние работи што се во зоната на недозволиво, веќе има своја комбинација од изминатиот период, така да не ми изненадува оној момент што и во јавноста, и кај медиумите, и кај нас овде, и кај фелата, и кај коморите, веќе не гледаме збунетост, не гледаме фрапираност, не гледаме шокираност, гледаме згрозеност. Од сите нив, вклучително и од меѓународната заедница. Сите сте згрозени од ова што сака да се протне, да се наметне или овој обид за историски грабеж на државата. За овој историски обид за рушење на рейтингот на државата. Овој историски обид за рушење за надежта на државата, на граѓаните во институциите во системот. Ова се непоправливи штети што сите со години ќе треба да се сносиме со нив, да ги надополниме, да ги исправиме или да ги наметнеме. Не станува веќе збор за газење врз уставот, врз законите, врз државата. Овде, почитувани колеги од мнозинството, станува збор за газењето врз самите себе си. Секој што ќе дигне рака да се поддржи ова протнување на закон со европско знаменце, гази врз самиот себе си. Имаме ние доволно дискусии овде, нема потреба стенограми. Знаеме за што се залагавме, знаеме кој што кажал. Знаеме кои се принципите, да видиме дали ќе имаме конзистентноста. Имаше обид најнапред да се протнат истите овие закони со потписи од пратеници што воопшто не го виделе договорот. Не се толку греши, никој го нема видено се уште договорот. Така требаше да отпреше целата поставка. Да го разгледаме, да видиме за што станува збор. Па да знаеме дали овие закони произлегуваат како последица за можни дополнителни трошоци како што велат, или пенали, или станува збор за неспособност или неодговорност на некој што имал пристап натаму. Па не може да имаме таков закон кога имаме спротивно на одлука на Уставен суд. Да имаме празни кореспондентни табели. Да имаме обид и покрај тоа што го знаете договорот за стабилизација и асоциација. Не може никој да не го познавал. Не може никој од вас или од нас да не ја знаел директивата од 2003 година на Европската унија. Да, таква директива што треба оваа комисија да ги согласува нашето законодавство. Или пак директивата од 2019 ВТЛ. Не може да ми каже никој дека не знаете дека се коси со конвенцијата за дискриминација. Копенхашките критериуми. Па не може најверојатно никој од вас да каже дека нема никаков авторитет европскиот амбасадор, господин Одгир. Ако и тоа не ви е доволно, дали треба повторно да читаме и реакцијата на Европската унија делегацијата, кај што ви кажува дека овие закони се спротивно на начелата на Европската унија. Не смеат да имаат европско знаменце. Дали уште треба да бараме логика? Последното вчера што беше, имате директна реакција и од Меѓународната конфедерација на синдикати. И тие ли не се авторитет за вас? Може би единствената логика ќе најдеме во вчерашното интервју на премиерот, тој Горбачов си го пратил. Таму се неговите писанија, таму се движиме ние. Кај дај ќе дојде до некој идеолошка борба, кај што СДСМ ќе бара се забрани некои други партии да го посетуваат гробот на Енвер Хоџа. До таму ли стигнавме? Што треба уште понатаму да кажуваме? Вчера оваа комисија беше домаќин на австриската парламентарна делегација. Треба ли да ве потсетам за реакциите? За нивниот интерес, за нивната загриженост. И ние се уште дискутираме за закон што го носи европското знаменце. Што нема никаква основа. Пазете, ви донесува материјали по втор пат. Ви донесува материјали врз основа на извадок од записник на влада. Каде што ви укажува премиерот дека така ќе било пократко и поевтино, што е лага, ноторна лага. Во исто време вице-премиерот ви кажува дека ова ќе се направи по секоја цена, договорот нема да го видите што и да сакате да направите. Нема овдека Европска унија, нема потреба до согласување со законодавство, а еве не, тука дискутираме. Пак ќе кажам, не газите веќе врз нас, врз граѓаните, врз државата и законите. Овој пат си газите врз самите себе си. Овие траги си остануваат. Ние не можеме да укажуваме. Што има внатре во законот? Укажав дека 60-часовното е укинато со Уставниот суд одлуката.
Сега ќе се ги регулирале во редните сати. Па нели е тоа лицемерно? Каков е тој правилник за исплаќање на плати што сакате да го протнете? Какви се тие дискрециони права што сакате да ги наметнете? Нели не беше интенцијата тоа да го кинеме? До каде така ќе одиме? Јас сметам дека сите граници се поминати. И во тоа не сум сам. И не се само моите колеги од опозицијата. Глас на јавноста, глас на меѓународната заедница, глас на ФЕЛАТА. Единствените што ќутат, што не размислуваат или што гледаат само ова да помине час поскоро, се представниците на владачкото мнозинство. Само тие. И сметам дека правите грешка, од која што вие еден ден ќе се срамите. Бидејќи не може вака. Не може да кажувате дека немало пенали, за 3 дена потоа да се потврди лично од премиерот дека се парите префрлени на ЈПДП и веќе се исплатени. За обврска која што произлегува директно од договорот. Кој му дал право на тој да потпише договор што не е во согласност со нашите закони? Па сега да имаме потреба од носење на ваков закон. Лага е, ноторна лага е тоа дека носењето на овие закони ќе била изведбата пократка и поевтина. Напротив, ова е обид некој тоа очен да се спрешат дополнителни трошоци. Бидејќи имате лош договор. Бидејќи најверојатно некој него ни прочитал договорот да го потпишал. Па од кога го виделе што да прават, па сега ќе импровизираме. А токму тоа станува збор за импровизација. Бидејќи некој не мислел на државата, туку мислел на нарачките од Артан Груби и Ковачевски. Само заради тоа. 50 милиони евра пенали или дополнителни трошоци, како што сакате да го кажете. Ради овој закон што е ден денеска тука пред нас, со празна кореспондентна табела, па нема смисла. Ни гази врз интелигенцијата и пред нас и пред јавноста. Празни подпишани. И што треба ние да дискутираме? Таа табела треба да биде основа за нашата дискусија овде. Така да ги судиме аргументите, така да ги разгледаме фактите. Што ќе дискутираме? Или треба слепо да се спроведе нарачката, каде што во позадина повторно стои обид за историски грабеж на државата. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за реплика.